Добро, значи веднаш по случувањето на досега најсилниот земјотрес во Охрид, вчера, значи некадека во пополневните часови, нашиот институт веднаш се седаваше и одлучи да превземе акција, значи во нормална комуникација со соодветните институции, да дојде и да изврши она што ние го нарекуваме брза процена на безбедноста на објектите кои што се пријавени за оштетени. Значи тоа се случи уште во вечерните часови вчера. Бевме пречекани од представниците на општината, од градоначалникот, имавме краток координативен состанок, кратки изјави потоа и веднаш отидовме уште веднаш по наша препорака на детските градинки кои што ги оценивме за најитни да се видат, заради тоа што нормално се сместуваат секој ден деца. Попат, значи покрај детските градинки ги видовме и некои стамбени објекти кои што беа пријавени. Значи генерално, иако се уште, значи визуелниот преглед тече, значи ние денес остануваме тука 3 екипи од институтот, иако треба ќе ги засилиме. Значи она што е генерално е дека за овој земјотрес, за ова силина на земјотрес која што се случи, она што го очекувавме го имаме и на терен. Тоа значи дека сите оние објекти кои што се армирано бетонски, кои што се градени според постојните прописи во државата, значи немаат ниту почетни минимални оштетувања. Значи конструкциите се здрави, се уште се во еластична фаза и нема никаква најава од оштетување. Тоа значи дека и при случување евентуално и повторување на исти таков земјотрес, дури можеби и посилен, не дај Боже, нели? Значи тие објекти секако ќе останат со евентуално минимални почетни оштетувања и не може да загрозат човечки животни. Повторувам, воколку се градени, значи проектирани и градени целосно според постојната регулатива во државата. Можни се, како што и се случуваше и како што е за очекување, можни се одвојувања на неконструктивните преградни зидови од постојната конструкција, кој што се манифестира со пукнатини во малтерот, во бојата и често пати одвојување на тие зидови, и тоа се локални хазарди кои што отприлика ако ги приметат корисниците на објектите, треба да го отстранат тој малтер евентуално, да се попречи тука движењето, бидејќи може и неконструктивен објект кој што воопшто не нарушува стабилноста на објектот да повреди некого. Станува збор сега друг еден момент, бидејќи Охрид е познат по постарите објекти кои што се од масивна зидарија, и такви поминавме неколку вчера. Точно е дека таквите објекти кои што се вонстандардни, кои што имаат како конструктивен систем кој што не одговара на прописите, се поранливи, но и тие, сега за сега, бидејќи се веројатно со подебели зидови, со релативно добро одржувани, за сега имаме забрана само во еден, и тоа на вториот кат на улица Пито Гули, и имаме забрана во една детска градинка, каде што на дилатацијата помеѓу двата објекта е разработена фугата, и бидејќи е комуникацијски дел, рековме дека таа градинка треба моментално да ги смеси децата во друга. Другото е се безбедно, без никакви препораки. Генералната препорака е дека објектите што се во Охрид досега видени, и повторно ќе кажам, оние што се со армирано бетонски носив систем, не треба да се очекува, и ние како стручњаци не очекуваме да се појават позначени оштетувања кои што може да донесат до загрозување на стабилноста на објектите. Колку граѓани досега имаат пријавено? Вака, тоа треба да кажам, значи уште вчера вечерта, а и сега, значи ние сме во постојана координација со општината, со регионалниот центар за управување на кризи, со дирекцијата за заштита и спасување, со битната помош и така натаму. Очигледно е дека на терен е организацијата одлична, значи они се во постојана координација, договорија и телефон 195 на кој што граѓаните може да ги пријавуваат штетите. Значи вчера имаше пријавено до вчера имаше околу 120, меѓутоа општинските комисии веќе беа организирани, веќе беа на терен и веќе се прегледани повеќе од половината. Она што нашиот институт ќе го прави е што ќе ги помине виталните објекти, јавните објекти, и ќе учествува, ќе биде во координација со општинските комисии, значи за евентуална повторна процена на како второстепена комисија на стамбените и индивидуалните објекти, бидејќи тие се во овој момент, значи посетувани од општинските комисии. После полнок ја да ви кажам, не знам точно која е, меѓутоа од 5 што ги поминавме, практично само таа беше, и повторно ќе кажам, во конструкцијата немаше ни минимална праснатина, но беше делот кај што е тоа ќе го имаме никако извештај, подоцна ќе го доставиме и до министерството, нели, како што бараат институциите, за да они имаат потврда дека тоа треба децата да ги згрижат. Значи тоа нема, повторно кажам, оштетување во конструкцијата, меѓутоа има исклобучен малтер, поголеми парчиња на дилатационата фуга која што е преработена, и може при трчање на децата во ходник тоа да падне некој. Затоа рековме тоа да се сочека ден-два додека се смирува и потоа да се санира и повторно ќе биде отворена градинката. Значи тоа е само привремено многу кратко.